Радоста е интегрирана во неговото име, а презимето слободно ќе го надополниме – еуфорија. Ете вака и никако поинаку може да му се даде увертира на првиот рок фестивал во Крива Паланка, Joyfest. Од идеја до конкретна реализација, голгота и трпение, а тоа траеше неколку години. Траеше, ама се исплатеше. Велат посредувањето на впечатоците се уште под импресии организаторите. 6 ентузијасти задолжени за изградбата на Joyfest од темел до кров. Буквално. Од преговори, организација, лобирање и презентација до поставување на сцената, проби, тонски видео и се останато. А штом чукна последниот час, сцената да се отвори пред нас, веќе се излеза на виделина. Под сјајот на рефлекторите, очи во очи со жедните за рок, Крива Паланка на 27 август 2012, денот за кој долго ќе се говори, беше место каде задолжително и недвојбено требаше да се биде. 21 часот едва го дочека неколку илјадната маса луѓе, мештани, туристи, намерници и гости. На главната улица во градот, спроти Центарот за култура, вистинска еуфорија на радост завладеа во првиот миг од прозвучувањето на гитарите и ритамот на тапанарите на сцената на Joyfest. Подготовките отпочнаа рано пред пладнето, а гостите учесници пристигнуваа. Сцената се монтираше, а градот во ритамот на рокот пулсираше. Откако рефлекторите беа вклучени, Туплей, рок бендот од Куманово, направи добар штимунг и ја подгре атмосферата. Млади и повозрастни од сите страни доаѓаа, а граничната возраст не постоеше. Кога е во прашање препородот на одамна згазнатата и неодамна воскреснатата рок ренесанса во Крива Паланка. И тогаш, кога улицата се преплави од луѓе, нестрпливи да се каже старт, познатиот глумец Гораст Цветковски, на радост на сите присутни, го означи почетокот на радоста фестивалска – Joyfest. Крива Паланка, како е? Што сте се собрали одека, бе, да нема некоја журка? Бе, човек не може да ве најде. Тргаш од Скопје и само право возиш. И возиш, едно време си викаш, леле, си изгубив и оп, Крива Паланка. Тука шуво. Крива Паланка, бе, ни чак Норис не може да ме исправи, Добро, значи официјалниот дел на првото издание на Joyfest рок фестивал почнува сега, да ве чујам сите на плюс. Чака. И бирок. Најпрвим пред сограѓаните се представија реунираните витези и акорди. Бендот на Јордан Михајловски, Славчо, Маријан и Джеси, кои според зборовите на Михајловски го имаа својот втор препороден почеток на рок сцената во градот. Драги паланчани, ова е голема чест. Пред 60-тите години да ја донесете првата гитара, еден почеток, и да го доживееш вториот почеток на овој Joyfest фестивал. Сакам со сите вас овој фестивал да трае и дотрае до вечноста на оваа потреба. Розичана сам ја, а ти да си дама, ами да ти желела, Акордите витешки прозвучија низ воздухот, воодушевувајќи ја публиката во која старо и младо се собрало. Беа во голем број собрани носталгичните кривопаланчани, кои во 60-тите и 70-тите биле верна публика на витезите, а тоа го потврдија и сега. Овации и аплаузи проследија по нивниот настап, а ние, бидејќи за цело време гравитираме од сцената до публиката и обратно, ги наслушнавме коментарите од другарите, од слушателите, од жителите. Секоја чест, како времето да не влијаело на музичарите. Музиката е вонвременска, а тие со речиси истиот жар свиреја и пееја. Не се, бендот Стоп, кој е исто така спој на генерациите кои во убавото време на сеопшта рок сеанса музицирале Горан Младеновски, Младен Митовски и Методи Цветковски, што ми ја завземаа сцената и се кажа плей, сите громогласно аплаудира, а музичарите, оправдувајќи ги овациите, ја разбрануваа масата каде сите аплаудираа. На Бога камена,
Ете, не е важно дал си во првите редови или некаде помеѓу. Кога стоп свиреа, како што изјави еден од членовите, додека публиката пееше, нечија рака на сцената од возбуда помалку или повеќе трепереше. Чувството е несекојдневно, рече Младјан. Колку и да се обидеш да останеш свој, неколку илјадната публика секако го растреперува духот мој. А можноста да се прикаже дело до на што на музичарот му е цел, е особена гордост за нас. Рок акорди во градот, наша дамнешна е страст, рече, не сокривајќи ја импресијата по настапот. И да се има за свој, и да се говори за Joy Fest како за рок фестивал на градот, на секој музичар е чест и благородно нешто, кое инспирира и вдахновува. Што е особено горд Митовски е што љубовта кон музиката на младите генерации полека но сигурно е всадена. Уште повеќе, кај неговиот наследник, малиот Јан, таа желба за музицирање е многу поизразена, со оглед на тоа што Јан расте во фамилија на музичари. Јан веќе има неколку гитари на кои се гордее и со задоволство веќе свири. Најмладите пак кои беа во публиката, следејќи го концертот, инспирирани од настапите на кривопаланечките бендови, изразија желба и тие да почнат да свират. Дотолку повеќе што, заедно со поискусните, рамо до рамо со татка си настапи за прв пат младиот Филип Додевски, со своите 10 лета, без ни трошка трема, како што рече тој по настапот. Колку години имаш? Јас сега ќе наполнам 11. Така, значи со само 10 години ти си најмладиот учесник на Joy Fest. На првото издание најмладиот учесник. Со која група настапи и што свиреше? Јас ја свирев песната Одам на југ од Меѓи Јовановски, Џафер и Автограм. На кој инструмент свиреше? На гитара. А колку време вежбаш свирење гитара? Од ноември минатата година. Значи многу кратко време ти требаше. Колку композиции други знаеш да отсвириш освен ова? Не знам, не сум ги баш изброила, ама 10 на 15 сигурно. Дали се тоа се рок балади, рок песни, рок музика? Да. Така, од каде љубовта кон музиката? Не знам, така ми дојде. Така, мора да признаеме дека твојот татко е еден од организаторите на фестивалот. Дали тоа ти влеа дополнителна храброст за твојот настап или пак имаше трема за настапот? Не, немав трема. Кажи ми дали ќе продолжиш да свириш? Секако, да. Ти се допадна ли како изгледаше? Какво е чувството кога беше на сцената? Да, супер беше. Немаше воопшто трема кога настапи? Не. Кога застане пред цела крива паланка, како се чувствуваше? Супер беше, а за тремата нема, фич. Така, сакаше да им покажеш што најдобро умееш и знаеш? Да. Дали доколку те поканат, повторно ќе настапиш на Joy Fest? Секако. А по најмалиот учесник на фестивалот,
Ви ги представуваме малку повозрасните од нив, со само неколку лета повеќе. Александар и Никола кои настапија со Партали. За нив Дејви и останатите велат. Имаат несекојдневна страст за рок. Несебично се посветени, а талентот кој го поседуваат е неоспорен и ветува. Овде имаме 20 млади надежни рок музичари кои што настапија заедно со вам добро познатата Партали. Никола Цветановски, Александар Младеновски. Никола и Александар, колку години имате? 14. 13. Така, како дојдовте до соработката, како стапивте во контакт со Партали? Тие не поддржува, ние само вежбаме со нив, не свириме со нив, само за овој настап. Така, а колку време свириш гитара? 2 години. Какво беше чувството да се настапи на првиот рок фестивал во Крива Паланка? Многу добро. Така, дали имавте трема? Не, Точно. не. Која песна ја отсвирите? Scorpions Rhythm of Love. Колку време ви требаше да ја извежбате композицијата? Па 5-6 дена. Колку време ти вежбаше, Никола? 1 месец. Така. Дали ти беше тешко? Дали ти помага повозрастните, поискусните членови? Да, поискусните членови од бендот како што е Дејв. Научивте ли многу од нив? Да. Дали повторно би сакале да настапите на една ваква сцена? Да. Што понатаму, продолжувате ли да свирите? Секако. Да се навратиме на поискусните. Разновидни и оригинални, Апачи. Тие внесоа посебна енергија на вечерта, во свој стил. Bili smo djeca mi i šetali smo po svijetu. Devojčica si bila ti, sad svi svega stojiš na točno, samo čekaš neko. А сега ви ги представуваме Партали. Дејви, Миле, Алвин, Мац и Петар Сонив. Партали со своите авторски песни ја вжешти атмосферата, зашто продорниот водечкиот вокал на Дејви ги засени дури и звуците на инструментите. Мартин Николовски Мац ги пренесе впечатоците и ја поздрави идејата за Joyfest, за конечната реализација на рок, реален рок во Крива Паланка. Партали по долго време е пред кривопаланечката публика. Колку години потоа се представувате пред кривопаланчани? Па, отприлика после 5 години од последниот настан, односно настап, кога настапивме заедно, сега за прв пат по повод Joy фестивалот, кој што премиерно се одржува оваа година, направивме еден реунион. Меѓутоа, ова е еден нов камбек на нашиот бенд,
Значи ќе продолжиме и понатаму. Ова ќе ни даде дополнителен мотив и импулс за да продолжиме и понатаму, нели, со она што остана како незавршена приказна од бендот Партали. Сите композиции со кои настапивте се авторски. Публиката ве повика на бис. Што ова значи за вас? Дополнителна мотивација, секако напоминавте. И како сте задоволни од организацијата? Дали Joyfest несомнено му недостасуваше на нашиот град? Во секој случај Joyfest е еден позитивен импулс, еден позитивен ивент кој што години наназад фалеше, години наназад беше на некој начин самата рок сцена беше запоставена. Сега гледаме дека неколку бендови баш од Крива Паланка настапуваат, се реактивираат. Оценам дека ќе биде, значи, еден позитивен импакт за да продолжиме не само ние како бенд, него и сите бендови кои што творат на подрачјето на Паланка. Инаку, публиката не повика на бис, меѓутоа ограничени сме со време, значи, пропозиции на организаторот, али ќе оставиме простор за да она што требаше да го кажеме на бис, ќе го кажеме у некој, да речеме, у скоро време нешто ново издадено студиски проект кој што ќе имаат можност да го слушнат, нели, сите оние фанови кои што се тука у публиката. Фестивалот организацијски комплетно е одличен. Се надевам дека ги задоволивме вкусовите на сите оние кои што 5 години чекаа повторно да не слушнат, да им пренесеме дел од нашата енергија. И се надеваме дека наскоро ќе слушнете нешто ново од Партали. Партали направија ршум. Публиката по нив скандираше, во еден глас со нив пееше и секако не пропушти да ги повика на бис. Reflection пак, бендот кој се оформи само еден месец пред Joyfestот, со гостин пеачката Славица Цаци од Кочани, остави свој печат на првиот Рокфест. За тоа говорат Цаци и Александар. По настапот Reflection ќе ни пренесат дел од своите чувства, како тоа беше на сцената, да се настапи на првиот Joyfest. Од кога постои Reflection? Значи Reflection постои месец дена. Активно вежбаме, значи, за оваа манифестација. Наша цел е да покажеме во Крива Паланка дека народот знае да слуша рок музика и дека има кој може да свири и да продуцира рок музика во Крива Паланка. Познавајќи те, знам дека свириш од многу одамна. Како настана соработката со останатите членови на Reflection и кој се беше вклучен во Reflection кој што се представи на премиерното издание Joyfest? Значи вака, премиерно издание беше дека на концертот. Reflection е иницијатива, значи, на повише луѓе, не е само моја иницијатива. Тука ни е вокалот од Кочани, Цаци, имаме гитарист Дарко и клавиатури Гордон. Како и да е, Reflection не остави публиката равнодушна, мора да признаеме. Кажи ми како настана соработката Славица со бендот Reflection? Соработката настана така што ги запознав другите членови покрај клавиатуристот Гордан, колеги на факултет. Така се запознавме, се создаде една хемија меѓу нас и така испадна целото ова што излезе оваа вечер од нас. Дали вие сте образован музичар или музиката ви е хоби? Јас сум образован музичар, веќе 14 години свирам клавиатури, пеам и средно музичко имам завршено, исто така сега и на факултет продолжи. Така, мора да ја принесам реакцијата од публиката. Оние што беа подалеку не можеа да разпознаат кој пее. Дури не можам ни јас самата да одредам дали беше тоа Анастасија или Славица.
како и да е, какво е чувството да се биде овде пред Крива Паланка за прв пат и дали ова е твој прв настап пред поголем број публика? Ова не е мој прв настап пред поголема публика, сепак енергијата беше очигледна. Се надевам дека сите уживаа и дека ја осетија таа позитивна енергија што сакаме да ја пренесеме на народот и таа убава музика што сакаме да ја промовираме и младите. Му благодарам на организаторот што успеа да спои генерации од 7 до 77 години, затоа што на сцената настапуваат генерации и генерации музичари. Александар, дали може да очекуваме Reflection, бидејќи вечерва настапивте со кавер верзии, Reflection да се представи пред Крива Паланка со своји авторски композиции во иднина? Така да, може да очекувате дека Reflection ќе настапи со авторски дела и се надеваме дека ќе биде во блиска иднина. А Вертиго, освежувањето на севкупното забавно живење во ритамот на рокот во Крива Паланка од своето формирање кое не е од многу одамна, неговите членови Емил, Деви и тројцата по име Александар беа дочекани со бурни овации. Нивниот настап ја вжешти атмосферата и направи пресек на вечерта. Публиката неуморна цело време бараше уште рок, а пееше во еден глас со изведувачите. Главната улица во градот беше претесна за собраната толпа, која рок енергијата ја пиеше во една голтка, на екс, и се бараше следна тура. Но овде ние за миг запираме, па ви ги пренесуваме впечатоците од гостите туристи кои слушнале за збиднувањето, дознале од нашата официјална Facebook страница и дошле специјално за Joyfest. Во деновите на празникот и деновите на одржување на Joyfest, Крива Паланка дестинација за многу бројни туристи. Имаме еден посетител од Скопје. Кажи ми, како се викаш? Ирена. Како дозна за Joyfest и дали дојде специјално за фестивалот во Крива Паланка? Специјално дознав преку медија, преку Facebook, официјалната страна редовно ви ја следам, гледав пестовите и дојдов специјално. Така, кажи ми како ти се допадна овој рок фестивал, што прв пат се допадна? Преубаво, за прв пат е многу убаво организирано, на Паланка ова му фалеше.
Така, дали се забавуваше за цело време и кој дел од вечерта најмногу ти се допадна? Цело време најмногу Next Time. Така, дали повторно ќе дојдеш во Крива Паланка? Секоја година редовно. А и оние кои беа тука по друг повод, учесниците на тридневната манифестација меѓународниот фолклорен фестивал Свети Јоаким Осоговски, членовите на културно-уметничките друштва од Романија, Полска, Србија, Бугарија и Северен Кипар, уживаа оваа вечер во еден поинаков ритам. И тие имаат пофални зборови за фестивалот и славието во градот. Како сте задоволни само од рок фестивалот Joy Fest кој што имавте можност да го проследите, а прв пат се организира во Крива Паланка? Како поминавте таа вечер за време на Joy Fest? Одлично е, значи све су лепо организовали, свака част организаторима. Лично ја волим рок музику, така да смо синоќ лепо се провели, лепо ѓускали. Све честитки организации. Така, дали ви се допадна особено некој дел од вечерта? Дали се забавувавте до раните утрински часови? Да, значи, не знам од колико е то почело, углавном трајало е баш дуго и уз друштво и све остало, уз игру, баш е било добро. И шта сам htela да кажем, свидела ми се посебно македонска рок група, односно која е певала на македонском. Mi nismo imali prilike, nemamo prilike da slušamo njihovu muziku, ali svi bendovi su bili odlični. Еден од представниците од екипата на Кипар, кои направија одличен перформанс тука во градот и дополнително му дадоа обележје на празничниот период, рече дека како странци овде уживале и несекојдневната атмосфера поттикнала да се опуштат и малку повеќе. We had a really good time here. The festival is great. Even the rock festival here is lovely, it's perfect. We're having a good time here. Since we came to Kriva Palanka, the people are really good, they're really warm. Anytime we get out, everybody says hello to us and they're hugging us, they're helping us for anything. The festival organization is perfect. Nice people, good hospitality here. Everybody knows us, everybody says several Kipar. So we're happy that everybody likes us and we love Kriva Palanka too. So this festival is great. Hopefully we will come again because I believe we left one side of our heart in Kriva Palanka and hopefully we'll come again. По локалните бендови, вториот дел од фестивалот беше резервиран за звездите, гости од македонската музичка сцена. А следува првиот дипломиран студент на Академијата на Тони Михајловски, Игор Джамбазов и Калиопи. Знаете ли кој е тој? Помина со 10-ка, бубалица тешка. Да ве чуем кој е? Не, ај сите заедно. Кој? Милан, Челси Милан, Иван Радено! Добро вечер, дами и господа, добро вечер, како сте? Победникот на првиот македонски идол, Иван Раденов, миленик на помладите, со својот одличен настап беше прв во овој блок. Дали сте спремни за забава? Тој е пресреќен што имаше можност за прв пат да настапи пред кривопаланчани, но и да биде дел од првиот Joy Fest. Иван Раденов, победникот на првиот македонски идол. Идол на младите генерации, особено на генерациите кои што ја обожаваат рок музиката. Чест е што сте гости на првиот историски Joy Fest, рок фестивалот во Крива Паланка, кој што се надеваме ќе живее низ децениите. Како сте задоволни од организацијата и пред се како настана соработката со организацијскиот одбор на Joy Fest? Честа е наша, бидејќи дури сега гледам дека ова е голема организација, голем фестивал кој се надевам дека ќе трае долго и долго. Случајно, преку Facebook ми се јавија да во број се договараме константно со месеци што како ќе се случува. Се спремаме за овој фестивал и драго ми е што сме тука, што имаме настап, што публиката беше прекрасна, што дојде во толкав голем број. Имаме фанови. Супер.
во вашата кариера надвор од ова по идол? Па, јас сум задоволен од тоа како што се одвива се. Малку е тешко бидејќи сум сам без продукција, но не се жалам. Снимам песни, сега скоро бев на Охридскиот фестивал, одам на Макфест, снимам нови песни и се надевам дека наскоро ќе го имам мојот прв албум. Настапувам со мојот бенд Аквариус, имам акустични свирки со мојот брат. Супер. Така, дали настапувате пред се на вакви избитнувања кои што се од помасовен карактер или имате некои настапи кои што свирки, нели, кои што ги практикувате низ текот на годината? Па, најчесто свириме како по клубови и по кафичи, значи најчесто. Често не викаат и на вакви избитувања, тоа е претежно во летниот период и баш ни е драго што се појавуваме и таму, публиката добро не прифаќа, поготово вечерва тука, прекрасно. Така, како сте задоволни од кривополаничката публика? Одлично, за прв пат сме тука. Малку е ладно, малку ни заврна, ама супер, супер, јас сум презадоволен. Така, за прв пат гостувате во Крива Паланка, како што ми споменавте пред интервјуто. Дали имавте можност да го посетите градот во текот на денот? Стигнавме касно, стигнавме некај 7 сат, имаме тонска проба до касно и после отидовме во Јоаким Осоговски, таму сме сестени. Прекрасен е манастирот, значи јас сум одушевен колку е тоа добро. Сум бил на многу фестивали од ваков карактер, ваква организација, ваква публика, ваква атмосфера, до сега не сум бил. Уште накратко за крај. Порака до сите млади генерации, сите млади музичари кои што настапија со бендовите овде и сите млади надежни пејачи како вас. Да не се кријат по дома, да излезат на било кое талент шоу, на било која музичка манифестација, да се трудат и да не се откажуваат никогаш. Доколку се добри и доколку веруваат дека музиката е нивниот вистински избор, значи да го прават тоа од срце. Тоа ќе им се исплати. Next Time, македонските представници на Евросонг 2009 го надополнија одличниот перформанс. Малку појако публика сакам да слушнам. Ајде, знам дека важите за рокерски град. Може и машко и женско. Ајде се горе едно. И тие не ги штедеа зборовите за преубавата атмосфера и добрата организација.
Настапот пак на рок легендата Бени Шакири со неговиот бенд Бени и Нон-стоп беше кулминација на вечерта. Публиката многу илјадна, во еден глас со Бени пееше. Дали сте спремни да бидете хор вечера? Слушаваме. У моим још не Ulica se vrta po tebe, a ti taka godove do same sebe, da li kuversida Osporu aktorat, a ti si ladna, ladna Gledam ja stojem i se čudam za takva riba, se noćem budom zabeleži baš, sa život smo bili baš, a ti si ladna Криополаничката публика има честа на првиот Joy Fest рок фестивал во Крива Паланка да настапите да бидете наш гости. Се надевам со драга волја се одзовте на поканата да бидете дел од првиот Joy Fest. Како сте задоволни од организацијското дело до на што го погледате досега? Момците се супер, ова е доста храбар потек да направиш вакво нешто со многу труд, со многу љубов и енергија, да финансиите практично ти се сведени на нула. Е изузетно храбро и изузетно, не знам како да го наречам, ентузијастички. Свака час, ја мислам дека треба да се има живци да се издржи сето ова, за да може да премине у традиција. Секогаш кога ќе им требам, јас сум тука и ќе дојдам затоа што ја имам лесна нога. Другари, дајте ми високи аплауз за организаторите кои храбро и ентузијастички ова го прирадија вечерва, да видат празник за Крива Паланка. Саша и екипа, фала пуно на храброста. Ајма пиши Ајмо чао! Значи сега е фора да се издржи, да се обстои на идејата за да ова продолжи да функционира и свака час, супер ова. Мислам, Паланка е мало место и секаква ваков тип на забава е изузетно добро за овој народ. Значи, они сакаат да се забавлjaат. Доста име од немаштија, од политики, од гледање глупи телевизии, не знам какви серии, шпански, индиски и така далje. Им треба на народот да се забавува, ова е токму тоа, така да свака час на момците од организација. Така, настрана од ова, Крива Паланка, за прв пат ваша дестинација? Да, нажалост, али за среќа од друга страна за прв пат, затоа што јас свирам активно, да кажеме, у месец дена, од 30 дена имам 20 до 22-3 наступи. 7 години и тоа така трае и прв пат е у Паланка. Може би звучи чудно, али е истината. Така, да се надеваме кривополаничката публика ќе има можност наскоро повторно да ве види. Да сме живи и здрави. Јас само сакам на луѓето да им е добро со мене. Така, што значи еден ваков Joy Fest воопшто за рок сцената во Македонија? Изузетно ентузијастички, изузетно храбро би кажал, и затоа што рок-н-ролот не е во криза. Рок-н-ролот е, мислам дека го држат на апарати у Македонија. Ако не сме ние и уште можеби неколку изведувачи на нолкава сцена каде што царува турбофолкот и хип-хопот, против кој ја немам апсолутно ништо, секој се бави со она што сака да го прави. Ја мислам дека рок-н-ролот е у криза. Здраво, дечко. Овој мојов басиста нема лекарско уверение, али тоа е тема за друг муавет. Така, имунитетот ќе ви се ојак, не претпоставувам, на поголема надморска височина да се надеваме. Чест воздух. Одма почна вака да ме занесува. Викам, што е работа, она ти било од паленечкиот воздух. И тоа да било
диагноза повторно и почесто да доаѓате во Крива Паланка. Лекот е тој. Искрено се надам. Знаеш како, Паланка е најбоља дестинација македонска за секој 28 август ради празникот Голема Богородица и е добро тука да се доја се измешаш меѓу народ, да дишаш воздух, да јадеш добра скара, има добри луѓе, све е супер. Порачаме на младите музичари од Крива Паланка, оние кои што се охрабрија да настапат тука на сцената пред вас. Алкохол и дрога нека напредуваат во тоа што го работат, нека се потрудат да сторат што подобра и што поквалитетна музика. Тоа е јако битно. Сега кој како ќе ја свати оваа порука. Јас сум изричито поборник против алкохол и дрога, против педофилија, против све што е настрано и е девијантно. И да не звучам сега као некој 100 годишњак и да попувам, али стварно, знаеш, 21 век е, постојат други стандарди и критериуми, нешто што треба да не понесе напред, не да не тера да се однесуваме ретроградно. Не питај ме, можеш нешта, пусти ме да шутим, ја час треба ми. Ставила ме овен пеку, моја битка е пеку душу. Ти немаш нешта с ти, зато е моја се душа напил. Жена твој родина, издада мамурна, питај е утеха. Nisam ti stikli crnico, ali sam tako treba i postupati tvoja ime do doba. Se nazavaš i ne se mi skorova, si te pregleda, sam moj srema, a ti veke mesi, mesi ovdje. За севкупната организација на првиот рок фестивал во Крива Паланка, Joyfest, нема коментари. Сите се базирани на комплименти и честитки. И водителот Гораст Цветковски не пропушти да рече: честа да се биде овде е негова, коригирајќи не во коментарот дека кривопаланчани ја имаат честа тој да ја разигра фестивалската слава оваа вечер. Кривопаланчани ја имаат честа Гораст Цветковски да биде водител на првиот востановен премиерното издание на Joyfest рок фестивалот кој што се изроди во Крива Паланка и се надеваме ќе трае низ децениите. Гораст, како настана соработката со организацијскиот тим на Joyfest? Значи, прво да те коригирам, не Кривопаланчани, туку Гораст има се чест да биде водител на премиерното прваче, да речем, првото издание на Joyfest Rock Festival. Еден односно двајца од организацијата ми се мои многу долгогодишни добри пријатели и на нивно барање нормално без никакви муабети кога ми спомна бев престегнат што ќе бидам дел од ова и што сум дел од ова. И гледајќи по ова веќе еден час од улице се преполни, мислам дека ова заслужува и кажува дека ќе има и повеќе од едно издание. Така, како и да е, се покажа на вистина дека на Кривопаланчани им недостатува една ваква манифестација. Вашето искуство, сте гостувале, сте биле водител, модератор на низа манифестации. Кажете ми, како ви се допадна восприемањето на публиката на сите овие настапи? Не е дека само на Паланка, на Крива Паланка и треба вакво место, значи на било кој град во светот му треба уште една манифестација плюс, дали е Скопје, дали е Крива Паланка, дали е Њујорк, дали е Берлин, нема никаков, значи ова не е работа од која што човек може да се засити, едноставно може само да се продухови. Со оглед на тоа дека во Крива Паланка знам еден или два вакви фестивали, односно не вакви, некои културни манифестации како што се, знам дека има една со игрорни друштва кои што доаѓаат да фолклорни,
вако нешто не знам. Така што без разлика на се, ова мора да проложи. Значи, јас викам дека секој град за да биде метропола мора да има многу работи. Кај нас, хвала Богу, немаме метропола. Значи, тука го ставам ниту пак Скопје е метропола, ниту пак Битола, ниту пак Куманово, ниту пак било кој голем град, заради тоа што едноставно метропола мора да има се. Кај нас секогаш фали нешто. А како се стигна со тоа што ќе го уфрламе тие работи. Крива Паланка уфрли еден од главните алки, карики во оваа цела низа кој што мора да се направи еден синџир. Тоа е овој тип на фестивал. Се надевам дека до година ќе биде поголемо. И Екзит, кој што е сега светски фестивал, почна со 2 стејџа, почна со 5000 луѓе, но сега е мултинационален фестивал со кој што доаѓаат 50.000 луѓе, кој што доаѓаат бендови од типот на Продиджи, Молоко, не знам, Рони Сайз и така натаму. Така што пред некој ден почина Нил Армстронг, така да мислам ова е баш тој момент. Ова е мал чекор за човекот, но голем за човештвото, така да мислам дека е мал чекор за овие луѓе овде, но голем за Паланка. Без разлика на се надевам дека и до година ќе биде и се надевам дека јас повторно ќе можам да кажам некоја глупост на оваа сцена овде. Čemu ovaj grad jedno časa krio, sada ne mogu da zaspim. Nešto se dogodilo, poludeo da zaspim. Дали имавте можност да слушате дел од впечатоците на учесниците sa сцената? Па добро, ние сме позади сцена нормално. И фала Богу си правиме муабет со сите. Погледам тоа дека сум бил на многу концерти, многу организирани, јас кога сум бил водител или како гостин, ова не заостанува ни една милисекунда позади тоа, значи се е на високо ниво. Како што реков, 1 саат е, улиците се преполни, јас не се сегам кога последен пат во ова време сум видел волку народ и сите да го чекаат следниот настапувач. Така да, мислам, тоа што ќе го видат гледачите на малите и на големите екрани, мислам дека е доказ за што се случува овдека. Овдека се случува магија, така што ова мора да продолжи во секој случај. 3 пати гостува во вашиот прекрасен манастир, како да го кажам, така да, Јоаким Осоговски, прекрасно, значи и сега сум таму. Тоа е едно од работите кој ми кажа Наум, мојот другар Ицале, да затукам беше прва работа, јес, ќе одам до Јоаким Осоговски, тоа е едно од најубавите места кои што сум ги видел до сега во мојот живот. И ова ми е значи 25-то доаѓање тука и мислам дека се надам дека ќе заврши на таму негде 150-600 и после дока 200. Дали ви ја препорачувате Крива Паланка како една од добрите туристички дестинации на вашите пријатели, бидејќи една новинарка од Канада ја рангираше Крива Паланка, односно нашиот манастир, на 4-то место меѓу нејзините топ 10 дестинации во светот за посета. Јас сум љубител на мотори. Мислам на мотори, на воžња со мотори. Не сакам брзо возење, сакам едноставно кога човек е на мотор може да го осети мирисот на цвеќиња, на дожд, на влага, на сонце. И обожувам да возам низ Македонија, така што до сега мислам дека имам поминато барем 90% од нашите манастири. Јоаким Осоговски го ставам на прво место, не на 4-то. Добро, само не канаѓанка видела све и свашта, видела Воземајци, видела Марс, видела све. Јас го ставам Јоаким Осоговски и оној поглед од бифето, од чардакот е, што би рекле нашите соседи американците, priceless. Ти посакуваме пријатен престој во Крива Паланка и вашето следно гостување да бидеш по-поскоро. Јас веќе го имам пријатниот престој, ви посакувам убава емисија и убава телевизија. Колку и да говориме за Joy Fest, не ке може да ги искажеме сите чувства и впечатоци на конто на премиерното издание. А тоа беше обоено во речиси сите бои на виножитото. Спектарот од бои се разлеа од сцената и го прошара монотониот долг период во нашиот град, кој беше надвиснат над овдешниот рок. Ова се нашите првични видувања, а организаторите пак се уште се во фаза на сумирање на впечатоците.
и тие ќе проговорат подетално и концизно за се. Ама има време, а ние сме тука. За сега велиме. Joyfest? Да. Сте за уште? Да, ве молам.